40 уметнички дела по повод 40-тиот роден ден на уметникот Сања Ангеловска-Митева. Вчера вечер беа изложени во Домот на културата во Пробиштип. Родена во Пробиштип, мажена во Штип, Сања Сиве овие години е докажан уметник. Низ овие 40 уметнички дела, таа успева да ја прикаже својата животна приказна и во секоја една од нив да пренесе пораки и емоции. Сања е наша сограѓанка која што денес бележи посебен ден, бидејќи родена е на 9.9.1985 во Пробиштип и денес слави 40-ти роден ден. И многу ме радува тоа што баш на нејзиниот роден ден таа одлучи и својата прва самостојна изложба да ја отвори токму во градот од каде што потекнува, односно каде што се родила и каде што живеела до еден одреден период од нејзиниот живот. Сања е една преталентирана жена која што низ годините пронаоѓа инспирација и својата инспирација ја пренесува на уметничките платна и создава дела кои што се колоритни, кои што се прекрасни, кои што се посебни сами по себе. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Штип и низ годините им учествувано на многу ликовни колонии, на многу групни изложби, како во земјава, така и во странство, и е добитник на многу награди, исто како во земјава, така и во странство. Изложбата е само почеток за достигнување на поголеми успеси, рече Сања директно од настанот. Потенцираше дека во секоја слика е опишан незиниот досегашен живот. Ова му го должам на градот Пробиштип, затоа што мојот прв здив е токму овде. Тука започна се од овој град и првите цртежи и моето средно образование, основно, па натаму. Мојата изложба не е совршенство, но искреност. Ова не е крај, допрва е почеток. Ве канам да прошетате низ овие дела, творени низ годините, да погледнете со моите очи, секоја боја е прашање, секоја линија е одговор, секоја дело е приказна. Момент. Овие слики се мои пачиња од соништата, кои што не ме оставиле некогаш и да спијам, зборови што не се изговорени, или тишина што зборувала повеќе од моите реченици. Бар една слика ако ви претвори, тогаш мојата тишина станала музика. Инаку Ангеловска-Митева е долгогодишен уметник кој од мали нозе па се до денеска во своето слободно време создава уникатни дела во кои таа длабоко се впушта и ја раскажува својата животна приказна.